Значи, почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани представници на медиумите, добројдодовте на денешната пресконференција на која ќе објавиме една многу добра вест за граѓаните со ниски приоди. Правиме баланс помеѓу бројот на странските и домашните туристи, бидејќи според статистичките податоци, бројот на странските туристи е во пораст, а на домашните во споредба со странските има разлика во раст. Врз основа на програмата, Министерството за економија во наредните денови ќе објави два јавни повици и тоа. Едно за интерес на угостителските објекти, кои ќе ги примат потврдите издадени од страна на Министерството за економија и еден повик за добивање на потврда за организирање на одмор. Јавните повици ќе бидат објавени во дневни весници на албански и на македонски јазик и веб страницата на Министерството за економија, каде што ќе може да се најдат подетални информации. Одморот ќе биде организиран во нашите туристички центри, надвор од местото на живење на подносителот на барањето во период не повеќе од 5 дена. Потврдите ќе ги издава Министерството за економија во принципот прв дојде, прв услужен. Значи, презедовме обврска и еве ја исполнуваме. Им помагаме најпрво на најранливите категории на работници, за и нивните семејства да ја почувствуваат радоста што ја носи годишниот одмор. Споредуваме економски политики во функција на потребите на граѓаните и овозможуваме Република Македонија да чекори сврсто напред кон економски просперитет, наиднина и кон социјално одговорно општество. Ви благодарам. Сега ќе се обратам и на албански јазик. На базата ребалансите буџетите Република со Македонија, на програмин е Министриса економијс, ќе ми сигурувар фонде на влеер пред 60 милион денар, për mbështetjen e turizmit vendas, për punëtorët me të ardhurat të ulta. Me propozimin e Ministrisë së Ekonomisë, qeveria, vetëm një javë pas kthimit të tarifës së lirë ditore për energji elektrike, miratoi edhe një masë me të cilën punëtorëve me të ardhura mujore deri në 22.000 denar u mundsojmë shfrytëzimin e pushimit vjetor jashtë sezonit në qendrat turistike të Republikës së Maqedonisë, vetë ose me antarët e familjes së ngushtë në vlerë totale për 15.000 denar. Me këtë masë, përveç punëtorëve, përfitojnë edhe qendrat turistike dhe hotelet, të cilat me njëherë pas përfundimit të sezonit të verës, punojnë me kapacitet minimal dhe në këtë mënyrë u ndihmojmë atyre në rritjen e numrit të pushuesve jashtë sezonit turistik.